Поздрав на сите шеќерчиња и добре дојавте назад на каналот на Благодуш. Пред да го започнам ова видео и да ви кажам за што се работи, сакам да ви кажам дека ако сте вие навистина верни шеќерчиња кои ме следат и мојата верна публика, ќе останете да го гледате ова видео до самиот крај, пошто нема да биде многу долго видео, а мене многу би ми значило доколку вие го изгледате до самиот крај. Се работи за тоа колку долго време јас вас ви најавував таа зимска сезона, па зимска сезона. Па луѓе веќе конечно полека почнуваме ние со таа зимска сезона, а јас моментално сум тука во ова видео да ви најавам што ќе се случува во таа зимска сезона. Затоа останете до крај на видеото за да видите за што ќе се работи во таа зимска сезона, да останете за да видите. Како што кажав, веќе во оваа зимска сезона решив малку да го променам контентот на каналот, да почнам со некои нови работи, да ги продолжам некои заостанати мои работи, да почнам со малку посериозни видеа и да почнам со таков контент кој што ќе биде приличен за публика и од поголема и од помала возраст. Ќе почнеме со ред луѓе. Поради тоа што добив многу коментари како дека има публика која е повозрастна и бараат од мене видеа што нив ќе ги интересира и ќе биде онака интересно за нив. Поради таа причина секој понеделник за љубителите на спортот, за сите оние кои што следат фудбал и кошарка за почеток, сакаат први да ги дознаваат новостите на македонски, секој понеделник во 20 часот ќе гледате емисија на мојот канал која ќе биде за спорт, каде што јас ќе ви ги кажувам новостите во фудбалот и во кошарката, трансфери, спекулации, резултати, клучни работи, едноставно се што е хит и се што знам дека вас би ве интересирало што се однесува до фудбалот и до кошарката за почеток со тие два спорта ќе започнеме во оваа емисија, а доколку вие сакате да вметнеме и некој друг спорт во таа емисија, слободно долу во коментар на видеата пишувајте ми кој спорт да биде тоа. Исто така што ќе биде интересно, во оваа емисија ќе бидете вклучени вие самите, како тоа. Секој понеделник, тоа е секоја емисија ќе биде прочитан по еден коментар кој ќе биде најкреативен и ќе биде поздравена личноста што го напишала тој коментар. Каков коментар мислам, а сепак да биде најкреативен. Значи коментар што се однесува до таа емисија. Кога јас во првата емисија ќе ги искажам некои работи, вие од самата емисија треба да добиете некаков заклучок и на пример за некоја тема од емисијата, за некоја тема од емисијата да напишете доста креативен коментар и најкреативниот коментар за таа тема од емисијата, на пример нешто во врска со фудбалот, нешто во врска со некоја ново што сум јас ја кажал, мислење за некој клуб и слични работи ќе биде прочитан во следната епизода и ќе биде поздравен. Исто така ќе има поставувано доста квиз прашања на кои вие ќе треба да одговарате. Вистинскиот одговор нормално исто така ќе биде поздравен во видеото, а тие нормално квиз прашања ќе бидат од делот на спортот и на емисијата што јас ќе ви одржувам вас. Како што кажав, секој понеделник во 20 часот спорт со Благодуша, така да ве очекувам да ни дадете поддршка на тоа видео. Секоја среда, исто така во 20 часот ќе имаме видеа кои ќе бидат едноставно прилични исто така и за помалата публика и за поголемата публика. Се работи за серијал Чудесни реакции. Знаете вие дека јас на мојот канал многу ретко правам реакции, па решив веќе тоа да се промени. Значи ќе правиме реакции на општо се што во моментот е хит кога веќе ја правам реакцијата. Значи се што е тогаш хит, се што е таа недела хит, јас ќе правам реакција на тоа, на пример песни на јутубери, на пример видеа на јутубери, на пример видеа кои не се на некои јутубери. Едноставно се што е хит, како на пример уништување на нешто, се што буквално мислам дека е интересно, јас ќе ви го приложам во тој серијал како реакција. Така да ќе гледате исто така доста добри реакции на мојот канал. Секој петок во 20 часот ќе гледате доста модерни чаленџи кои денес ги прават повеќето странски јутубери и дел од македонски јутубери. Тоа се чаленџи како што попрво би, како Kiss Mary Kill, Smoothie Challenge и слични модерни чаленџи, да кажам, кои денес се буквално хит на светската YouTube сцена. И веќе за крај на неделата, значи секоја недела, но овој пат не во 20 часот, него секоја недела во 13 часот 00 ќе гледате вашиот омилен серијал кој веќе го правиме на мојот канал. Тоа се скечеви, значи буквално многу попрофесионални скечеви ќе гледате секоја недела во 13 часот. Сега, значи што се однесува до вторник, четврток и сабота, тие денови ќе ги оставиме како празни денови поради причина што еден од тие денови во неделата ќе гледате можеби гребки, можеби влогови, можеби некоја песна ќе излезе во еден од тие денови. Значи буквално намерно ги оставам тие денови како празни за сепак еден од тие денови ќе имате секако видео во неделата, но веројатно многу различни видеа кои ќе зависи од моментот за какво видео ќе се работи. Тоа се однесува до нашата програма. Доколку во случај се случи да јас не можам да ставам видео кое е пропишано по програмата понеделник, среда, петок и недела, бидете благовремено известени со новиот апдейт на YouTube на кој ние јутуберите можеме на вас публиката да ви пишуваме постови каде што ќе прочитате, така да ќе бидете известени дека нема да има ставено видео од серијалот и зошто нема да има ставено видео на серијалот, но сепак вие да дознаете зошто нема да има ставено
или ако нема ставено и да знаете главната причина најбрзо, јас би ви препорачал да ме заследите на Инстаграм, тука долу е Стефан Благадуса со сите мали букви. Така да таму ќе така добра причина вие да ме заследите на Инстаграм поради тоа што најпрви таму ќе ги објавувам нештата и причините зошто не би ставил ако не би ставил, и исто така таму можете да гледате behind the scenes, значи кратки видеа додека снимаме, може да гледате лајвови на Инстаграм додека снимаме видео и буквално сите вие да бидете поздравени на тие лајвови на Инстаграм. Исто така може вие да гласате на Инстаграм што да снимам во празните денови, што да ви објавам, и исто така да гласате на видео доколку има видео што веројатно ќе има како вие го контролирате мојот ден и слични челенџи. Уште една работа, луѓе, што сакам да ви ја кажам, значи ќе започнеме со ова, како што одиме, како што навлегуваме длабоко во зимата, длабоко во зимата, така и нашава зимска сезона ќе станува се подобра и ќе се апгрейдира или ќе се апдейтира на се подобри видеа и подобри видеа, така да ќе преминеме на таа фаза кога ние во длабоко кога ќе навлеземе во зимата ќе ставаме и дели аплод, кога јас ќе бидам и потполно слободен. Како за крај, луѓе, би ве замолил навистина да ме заследите на Инстаграм, пошто навистина би ми значило и исто така и вас би ви помогнал доколку сакате мене да ме следите. Исто така, доколку сте задоволни со оваа зимска сезона која ни следува, доправо со оваа најава која ви ги направив исклучувањата за зимската сезона, стиснете го сабскрајб копчето и станете шејкерче доколку се уште не сте станале. Поддржете го ова видео, баш би ми било мило, сакам да видам чисто колку лајкови, колку колкава поддршка ќе имаме на ова видео за оваа зимска сезона, така да стиснете го лајк копчето. Не заборавајте да го стиснете звончето што е за нотификации да добивате кога ќе излезе ново видео. Тоа се наоѓа до сабскрајб копчето, така да не заборавајте да го стегнете и звончето. Тоа би било тоа од ова видео, не сакам веќе да ве замарам. Би ми било мило и ве поздравувам и бакно сите што останавте до крај да го гледате видео, што ќе ме поддржите, што ќе ме следите во оваа зимска сезона. Пишете тука долу дали ви се допаѓа, баш сакам да ги видам и вашите коментари, мислеме дали ви се допаѓа оваа зимска сезона, и пишете да или пишете да супер, јас ќе те следам, или пишете не чини или не знам што друго. Така да тоа би било тоа, ве сака вашиот Благадуша, поздрав, ќе се видиме, peace out и јеби га.